Помал раст на бруто домашниот производ, повисока инфлација за годинава, јавен долг над 60% од бруто домашниот производ до 2028 година. Ревидираната фискална стратегија за периодот 2026-2030 година, која ја усвои владата, стигна до пратениците. Растот на БДП за годинава наместо 3,7 како што беше првичниот план, се спушта на 3,5%, а намалување има на растот на економијата за наредните години до 2030-та. Инфлацијата за годинава наместо 2,8 како што беше планирана, се коригира нагоре на 3,9%, додека во 2026 наместо 2 ќе биде 2,5%, а наредните години се очекува да падне на 2%. Така наместо планираниот раст на БДП од 4% во 2026 тој се намалува на 3,8. Иако со првичната фискална стратегија се планираше земјава да достигне раст на БДП во 2029 и 2030 година од 4,8 и 4,7%, сега тоа е намален и се очекува 2030 година да ја завршиме со раст на БДП од 4,3%. Буџетскиот дефицит пак за годинава е 4% од БДП, во 2026 е 3,5%, што е над фискалните правила, тој да е под 3% од бруто домашниот производ. Нова се основните проекции. Министерството за финансии има направено симулација за ризиците во 4 сценарија. Најлошо е четвртото, но ќе се задржиме само на првото ризично сценарио. Тоа е ако имаме намалена економска активност во периодот до 2030 година, како резултат на глобалните закани, но и на домашните, доколку се одлага и понатаму реализацијата на големите инфраструктурни проекти. Инаку министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска во петокот, коментирајќи го растот на БДП за третиот квартал од 3,8%, кој го објави статистика, потенцираше дека Македонија е на третото место по раст на БДП во Европа, по Ирска и Данска.